Одиме со нов дел од предавањето за глаголот ласен, односно со вториот дел. Овој втор дел ќе е главно поврзан со првиот дел од предавањето за глаголот ласен, па бидете сигурни дека го имате прво совладано тој дел. Во вториот дел главно ќе учиме за глаголот ласен и неговата употреба во минато и предминато време. Можеме да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? Ова видео е поврзано со многу предавања од ниво А1, А2 и Б1, но некои од поглавните ќе ги споменеме сега. Бидејќи кажавме дека за глаголот ласен ќе учиме во ова предавање за минато и предминато време, па добро е да ги повторите перфект и претеритум во видеото кое се наоѓа во плейлистата за ниво А1. Исто така можете да повторите за пасивни реченици во германскиот јазик, но за ласен во пасивни реченици ќе учиме во следното видео. Модални глаголи во минато говорно време може да повторите, бидејќи ќе видите во следните минути која е поврзаноста со ласен. И најважно, употреба на глаголот ласен во германскиот јазик, делот број 1, е видеото кое го имаме снимено пред денешново. За глаголот ласен, накратко, ќе споменеме неколку типови и тоа ќе го поделиме зависно од времето во кое зборуваме. Прво, глаголот ласен in presens или во сегашно време, imperfect во минато говорно време, in preteritum во минато пишано време, in plusquamperfect ласен во предминато време, in futur 1 und 2, односно во идно време тип 1 и 2, и на крај ласен in пасив или ласен во пасивни реченици. Ако го гледавте првиот дел, ќе знаете дека веќе имаме учено за ласен во сегашно време. Во овај втор дел, односно на денешното предавање, ќе учиме за перфект, претеритум и plusquamperfect. За почеток ќе повториме накратко од минатото предавање, односно ласен in presens. Какво значење има глаголот ласен? Во минатото видео споменавме дека ласен е сложен глагол, исто како глаголот верден, и може да има повеќе значења зависно од реченицата, но најчестите значења во превод на македонски би биле остава, пушта, прекинува, дозволува нешто и така натаму. Ласен знаеме дека се дели на ласен како главен глагол и како помошен, но на овој слайд ќе прочитаме неколку реченици во кои ласен има улога на главен глагол, за да видиме како се формираат реченици на кратко. Ich lasse den Fußball, јас го оставам или прекинувам фудбалот. И уште една реченица, wir lassen die Probleme zu Hause. Ние ги оставаме проблемите дома. Како ќе го конјугираме глаголот lassen? Многу лесно, учевме во минатото видео дека спаѓа во типот неправилни глаголи. Нема да се задржиме на неговата конјугација, конјугирањето го гледате во десната табела. За подетално ќе го гледате првиот дел од предавањето за ласен. Одиме понатаму. Улога има ласен во реченицата. Може да има две улоги, и тоа едното е како главен глагол, а другата како помошен глагол. Од основни правила за ласен како главен глагол е дека најчесто е единствениот глагол во реченицата, но понекогаш може да биде комбиниран со модален. И неговото значење на македонски јазик ќе го преведиме најчесто како остава или пушта. Но кога зборуваме за ласен als Hilfsverb или како помошен глагол имаме мала разлика
и тоа е најчесто заедно со друг глагол во реченицата и ќе има повеќе значења, зависно од типот на реченицата. Во горната табела ќе прочитаме реченица со глаголот ласен како главен глагол, а во долната табела како помошен глагол, за накратко да видиме разликите во формирањето на речениците. А подетално ќе го гледате првиот дел од предавањето за ласен. Wir lassen die Probleme zu Hause или ние ги оставаме проблемите дома. Wir lassen die Eltern zu Hause arbeiten. Ние ги оставаме родителите дома да работат. Како помошен глагол гледаме дека имаме уште еден глагол, односно глаголот arbeiten, кој ни стои на крај на реченицата во инфинитив. А сега за главниот дел од ова предавање, односно lassen imperfect или глаголот lassen во минато говорно време. После перфект ќе учиме за претеритум и за plusquamperfect. Како ќе формираме реченица во перфект со глаголот lassen? Не е тешко, на многу сличен начин како формирање на модални реченици во перфект. Глаголот lassen најчесто во минато време има голема сличност со формирањето на модални реченици во минато време. Поради тоа се кажува дека глаголот lassen е модал verbindlich verb или глагол кој има сличност со модалните глаголи. Ке ни зависи од тоа дали глаголот lassen има улога на главен или помошен глагол. Да видиме по една разлика, а на следните слайдови ќе ја опишиме подетално. На горната табела lassen како главен глагол во перфект, на долната табела lassen како помошен глагол исто во перфект. Ich habe mein Gehirn zu Hause gelassen. Јас го имам мојот мозок дома оставено. Der Schüler hat die Noten verderben lassen. Ученикот ги има оставено оценките да се расипаат. Гледате дека има мала разлика, посебно во глаголот lassen. Во следните минути ќе видиме зошто е тоа така. Ако ќе формираме реченица во перфект со глаголот lassen als Vollverb или со глаголот lassen како главен глагол. Ова е првиот тип на lassen во перфект. Бидејќи кажавме дека е модал verbindlich verb, па ќе формираме реченица на сличен начин како модален перфект без главен глагол. Да видиме разлика. На горниот дел модален перфект без главен глагол, во долниот дел перфект lassen како главен глагол. Ова веќе го знаеме уште од предавањето, односно пред неколку предавања, дека модален перфект без главен глагол се формира со помошен глагол во презенс во сегашно време, глаголот haben конјугиран, плюс главен глагол кој ни е модален глагол во партицип 2. Уствари, овде имаме главен глагол, ама тоа е модалниот. Поради тоа се вели дека е модален перфект без главен глагол. Да споредиме со lassen перфект, каде што имаме формирање на реченица со помошен глагол haben во презенс, значи исто, плюс главен глагол во партицип 2, но овај пат не ни е модалниот глагол, туку на тоа место е глаголот lassen. Гледате дека единствената разлика е во главниот глагол. Во левата табела ќе прочитаме пример реченица за перфект модална реченица без главен глагол. Во десната табела lassen како главен глагол во перфект. Да направиме споредба. Wir haben das nicht gemusst. Ние не го моравме ова. Глаголот müssen
конјугиран во партицип 2 на крај на реченицата со лилава боја. Глаголот haben на втора позиција како помошен. Ich habe mein Gehirn zu Hause gelassen. Јас го имам мојот мозок дома оставено. Тука во партицип 2 на крај на реченицата ни стои главниот глагол, во овај случај lassen, конјугиран како gelassen. Помошниот глагол ние со истите правила, конјугиран во сегашно време, глаголот haben на втора позиција. Значи единствената разлика меѓу овие два типови на реченици е во главниот глагол. Поради тоа кажавме дека ако ја имате основата од претходните предавања, полесно ќе ги учите новите предавања. Натаму со вториот тип на глаголот lassen во минато говорно време, а тоа е перфект реченица со глаголот lassen како помошен глагол. Ова се формира на сличен начин како помошен перфект со главен глагол. Модален. Формираме реченица со двоен инфинитив. Во горниот дел ќе објасниме како се формира реченица со модален перфект со главен глагол, во долниот дел за перфект lassen како помошен глагол и ќе направиме споредба меѓу нив. Модален перфект со главен глагол се формира со помошен глагол haben во сегашно време, плюс главен глагол во инфинитив форма, зависно од реченицата го користиме тој глагол, и на крај модален глагол како инфинитив форма. Значи имаме двоен инфинитив и еден помошен глагол. Перфект lassen како помошен глагол се формира многу слично. Имаме помошен глагол во сегашно време, глаголот haben, плюс главен глагол во инфинитив, ќе ни биде глаголот зависно од реченицата, и на крај помошен глагол број 2 во инфинитив, ќе ни биде глаголот lassen. Значи единствената разлика меѓу овие две граматики гледате дека е вториот инфинитив глагол. Во модалните реченици ќе го имаме модален глагол, а во lassen речениците ќе го имаме lassen глаголот. Да видиме разлики. Во левата табела перфект модална реченица со главен глагол, во десната табела lassen како помошен глагол во перфект. Ich habe am Freitag arbeiten müssen. Јас морав во петок да работам. Гледате помошен глагол haben со плава боја и два инфинитив глаголи од кој едниот е модален на крај на реченицата. Како lassen реченица имаме голема сличност. Ich habe mein Herz brechen lassen. Јас го имам моето срце да се скрши оставено. И во овај случај имаме помошен глагол haben плюс два инфинитив глаголи, од кои едниот ние глаголот lassen ни стои на крај на реченицата. Иако ги објаснивме основните правила, постојат некои варијации во формирањето на перфект со глаголот lassen како помошен глагол. Овие варијации ги сретнавме и во некои од видеата со перфект модални глаголи. Lassen може наместо во инфинитив да ни биде во партицип 2 и ова најчесто се користи при разговорен јазик. Ќе видиме разликата со перфект lassen како помошен глагол тип 1 и тип 2. Првиот тип веќе го прочитавме во минатите слайдови, односно помошен глагол haben во презенс плюс главен глагол, односно инфинитив тип 1, односно инфинитив прв глагол и помошен глагол, инфинитив втор глагол, глаголот lassen. Како перфект lassen како помошен глагол тип 2 имаме ист начин на формирање, но
крајот, односно глаголот ласен, нема да ни биде како инфинитив, односно во оваа реченица нема да имаме двоен инфинитив, туку ќе имаме ласен во партицип zwei. Да видиме една пример реченица. Ich habe mein Herz brechen lassen, јас го имам моето срце да се скрши оставено. Ова ни е типна реченица која најчесто ја пишуваме или разговараме, но поформално. Истата реченица би била Ich habe mein Herz brechen gelassen, јас го имам моето срце да се скрши оставено. И двете овие реченици се точни, која сакате можете да ја користите, но најчесто при разговорен јазик, ако зборувате со некој, ќе ја слушнете втората реченица, каде глаголот ласен е во партицип 2. Тоа беше за ласен во перфект и од трите типови на минато, односно минато говорно, пишано и предминато време, за перфект ни е најтешка граматиката. Сега продолжуваме со ласен во плусквамперфект или во предминато време, бидејќи е во голема мера слично со ласен во перфект. Како се формира реченица во плусквамперфект со ласен како главен глагол. На сличен начин како перфект со ласен како главен глагол. Разликата ќе ни биде во помошниот глагол кој haben во перфект ни се променува како haten во плусквамперфект. Ова веќе го имаме сретнато во многу од видеата каде зборуваме за плусквамперфект. Во горниот дел ќе прочитаме за перфект ласен како главен глагол, а во долниот дел ќе споредиме со плусквамперфект ласен како главен глагол. Да ја видиме малата разлика. Значи, перфект ласен како главен глагол знаеме дека се формира со помошен глагол haben во сегашно време, плюс главен глагол ласен во партицип 2. Во плусквамперфект мала е разликата. Имаме помошен глагол haben, но конјугиран во претеритум и ни добива нова форма како haten, плюс главен глагол, глаголот ласен во партицип 2. Еве каде е разликата меѓу перфект и плусквамперфект. Да видиме и пример за да ни стане појасно. Од левата страна перфект ласен како главен глагол, од десната страна плусквамперфект ласен како главен глагол. Ich habe mein Gehirn zu Hause gelassen. Јас го имам мојот мозок дома оставено. Ова ни е во перфект. Забележете ја малата разлика кога зборуваме за плусквамперфект. Ich hatte mein Gehirn zu Hause gelassen. Јас го оставив мојот мозок дома. Иако на германски јазик двете реченици се формираат скоро идентично, на македонски јазик гледате дека имаме разлика во преводот, што во случајот на плусквамперфект ни е на некој начин минато свршено време или предминато. Бидејќи знаеме дека постои втор тип на ласен, односно ласен како помошен глагол, да споменеме и како се формира реченица со овај тип во плусквамперфект. Исто на сличен начин како перфект со ласен als Hilfsverb. Ке користиме двоен инфинитив. Разликата од перфект и плусквамперфект е во помошниот глагол повторно haben кој се променува како haten. Се друго е идентично. Во горниот дел перфект ласен како помошен глагол, во долниот дел плусквамперфект ласен како помошен глагол. Во перфект имаме, како што знаете од пред неколку минути, помошен глагол haben во сегашно време,
плюс двоен инфинитив од кој едниот е глаголот lassen и ни стои на крај на реченицата. Во плусквамперфект имаме помошен глагол haben, но во претеритум конјугиран како hatten, плюс двоен инфинитив од кој едниот глагол е lassen и ни стои на крај на реченицата. Еве каде е разликата во помошниот глагол. Сега да прочитаме и по една реченица за да споредиме. Der Schnee von gestern hat lange fallen lassen. Снегот од вчера имаше долго дозволено да паѓа. Овде гледате имаме haben плюс двоен инфинитив. Lassen ни стои на крај на реченицата. Во плусквамперфект истата реченица би ја прочитале како Der Schnee von gestern hatte lange fallen lassen. Снегот од вчера долго дозволи да паѓа. Ја гледате единствената разлика е во помошниот глагол, кој haben станал hatten во плусквамперфект. Се друго е исто, само преводот е различен. И уште еден тип на глагол lassen за крај, во претеритум или во минато пишано време. Ова време за lassen е можеби најлесното кога зборуваме за граматика. Како се формира реченица со lassen во претеритум. Слично како класична реченица во претеритум која не би го содржала глаголот lassen. Но во ова реченица ќе го имаме глаголот lassen кој ќе мора да го конјугираме поинаку во претеритум. Значи од глагол lassen во претеритум би бил глагол ließ. Да видиме конјугирање во претеритум. Ich ließ, du liest, sie es. Односно, за du да споменеме дека liest или liesest може да се кажи и двете конјугации се точни, иако почесто се користи liest. Одиме понатаму како sie es lies, значи прво и трето лице нина ни се слични. Wir lesen, ihr liest, и sie lesen. Ова е конјугирањето на lassen во минато пишано време. Да прочитаме една реченица за lassen во претеритум. Ich ließ die Katze aus dem Haus. Јас ја оставив мачката надвор од куќата. Што ако во претеритум lassen реченицата ќе ни содржи уште еден глагол? Lassen ќе го конјугираме како што кажавме исто во претеритум, но другиот глагол ќе ни стои на крај на реченицата во инфинитив. Значи, претеритум lassen би го формирале на следниот начин како помошен глагол во претеритум глаголот lassen конјугиран плюс главен глагол во инфинитив форма на крај на реченицата и овој глагол ќе ни биде зависно од значењето на реченицата. Да видиме и за ова еден пример. Der Haufe ließ sich sehen. Купот дозволи да биде виден. Глаголот lassen со црвена боја конјугиран во претеритум, глаголот sehen како инфинитив на крај на реченицата со лилава боја. Тоа беше се за lassen во минато и предминато време, а сега да прочитаме неколку примери, мала вежба и завршуваме со ова видео. Du hast mich ziemlich lange allein gelassen. Ти ме имаш мене прилично долго самоставено. Donaldson hatte die Einrichtung auf dem Tisch stehen gelassen. Доналдсон ја оставио премата на масата да стои.
ließ sich Zeit und bleib etwa 2 Stunden. Той си одвои време и остана околу 2 часа. Оваа реченица, како што гледате, е во претеритум. Ich habe diesen Mann einen Augenblick gelassen. Јас го имам овој човек на момент оставено. Том hatte der Pferd rennen lassen. Том го остави конјот да трча. Оваа реченица, како што гледате, според помошниот глагол е во плусквамперфект. И мала вежба со неколку реченици за крај. Вие го имавте кучето на хрането оставено. Обидете се да ја формирате оваа реченица со глаголот lassen во минато време. Sie haben den Hund satt gelassen. Следна реченица која ќе треба да ја формирате овај пат во плусквамперфект. Тој отворени да стојат ги остави. hatte sie offen stehen lassen. И последна вежба за ова видео. Ние оставивме планот веднаш да се откаже. Оваа реченица би требало да е во претеритум. Wir ließen den Plan sofort fallen. Тоа беше се за ова видео. Во следното видео повторно ќе учиме за глаголот на lassen, но во друго време. Следете не на YouTube и на Instagram и ако ви се допадна видеото, се разбира, кликнете лайк. Се гледаме во следното видео.